Среда, 2 јули 2025 година. Почитувани гледачи, добро дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него актуелни теми со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Индустриското производство во мај е зголемено за 9,4% споредбено со минатата година, изјави денеска премиерот Мицкоски. Раст од 9,4%, речиси двоцифрен раст на индустриското производство во мај споредено со мај минатата година и раст на 9% на преработувачката индустрија во мај е нешто кое што навистина за нас е многу значено. Исто така можам да кажам дека ако се земе периодот од почетокот на годината заклучно со мај месец, значи првите 5 месеци споредено со истиот период лани, растот е над 3, мислам дека е 3,3%, а ке преработувачката индустрија 4,5%, така што можам слободно да заклучам дека периодот на консолидирање и стабилизација е завршен. Сега почнуваме преку овие индикатори да генерираме раст. Туризмот расте со повеќе од 20%, и расте индустриското производство, растат инвестициите и така натаму. Ценам дека вториот квартал би требало да имаме исклучително висок раст на македонската економија. Одговарајќи на новинарско прашање, премиерот Христијан Мицкоски денеска истакна дека оваа година државата е поподготвена за справување со пожарите во однос на минатата година и најави показна вежба со модернизирана опрема. Секаде на Балканот на лето се случува сезона на пожари, но за разлика од претходните години, оваа година сме многу поподготвени. Пред се мислам тука на армиските и полициските хеликоптери, авионите на Дирекцијата за заштита и спасување. 2 се тука, го чекаме третиот да пристигне, популарно наречените Air трактори. Но она кое што ќе биде новитет е тоа што делот за старената и магационирана опрема, како што се БТР 70-80, старите Хермелини, Пицгауер и слично, кои што беа во магазините на Министерството за одбрана и внатрешни работи, се модернизираа, обработија, им се инсталираа посебни резервоари за вода, се купија пумпи кои што работат на висок притисок и можат да пристапуваат на непристапни терени, тоа што многу ни беше важно навечер кога оганот, како што велат, спие стручно, да може да му пристапиме и да го угасиме за да не се распланти преку денот. Се подготвуваат и многу скоро од денеска ќе бидете сведоци на една таква показна вежба, како од ништо направивме нешто. Очекувам 5-60 вакви возила да бидат подготвени со различно инсталирана волуменска со различно инсталиран волумен на вода до 6 метри кубни, 6 тона практично, така што очекувам подготвени да ги пречекаме пожарите и мислам дека драматично сме многу поподготвени од претходните години. Со ребалансот власта крати пари од граѓаните за таа да се луксузира, обвинија од СДСМ и најавија 160 амандмани. Предложениот ребаланс на буџетот наместо да понуди подобрување на состојбите во економијата е всушност доказ за целосниот неуспех на економската политика на владата предводена од ВМРО-ДПМН. Овој ребаланс ја разоткрива вистината дека економијата тоне, граѓаните се оставени сами на себе, а власта продолжува да се луксузира додека ги задолжува идните генерации. Со овој ребаланс нема пари за соодветно и заслужено покачување на платите на работниците, за поголеми плати во образованието, здравството, нема пари за повредените и семејствата на настраданите во Кочани. Нема пари за нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните, за намалување на цените. Граѓаните едноставно се оставени сами на себе. Вака сиромаштијата ќе расте, граѓаните ќе имаат се помалку пари, а животот ќе биде потежок. Власта крати пари од граѓаните за да има повеќе пари за луксузирање на функционерите. Со овој ребаланс власта ги намалува субвенциите и социјалните трансфери за 30 милиони евра. Тоа е директен удар
врз земјоделците, врз работниците, семејствата со ниски приходи, социјално загрозените. Истовремено се зголемуваат трошоците за стоки и услуги за владата, значи за повеќе папаја, манго, приватни авиони и скапи авантури на функционерите. Ова е срамно понижување. Владата избра да го штити својот луксус, а не стандардот на народот. Јавните предпријатија се нова жртва на алчноста на власта. Со ребалансот владата сака да земе 70 милиони евра од неданочни приходи. Тоа значи ќе им ги земат профитите на јавните предпријатија кои што успешно работат. Наместо развој, инвестиции и подобри услуги, јавните предпријатија власта ги гуши, ги кочи, со што директно удира и по вработените и по економијата. За фондот за ПИОМ власта одвојува дополнителни 35 милиони евра. Ова значи дека придонесите не се наплаќаат доволно, дека дупката во фондот за пензиско се зголемува. Ако вака се продолжи, идните пензии се доведуваат во прашање. Се зборува за раздвижување, но реалноста е сурова. До мај се реализирани само 22% од планираните капитални расходи, а тоа е за 14% помалку од истото време минатата година која ја нарекуваа катастрофа. Со овој тренд не може да се исполни ни половина од тоа што се проектира. Празни ветувања без реална имплементација. Ова значи или ќе имаме нов ребаланс или нов дефицит кој повторно ќе го плаќаат граѓаните. Нереални бројки има и кај капиталните инвестиции и кај растот. Владата проектира мал раст од 3,7%, додека се фали со раст од 3%, но за економија во оваа состојба тоа е ползење, не е развој. За споредба во 2021 година растот беше 4,5% во година после тешка криза. Со ова темпо Македонија никогаш нема да го стигне ни просекот на Европската Унија, а камоли нешто повеќе. Исто важи и за капиталните инвестиции, кои што до мај се реализирани за само 22%. Од ресорното Министерство за финансии зборуваат за наводно намалување на јавниот долг за 50 милиони евра, но ја кријат вистината. Во 2024 година јавниот долг порасна за 1 милијарда и 100 милиони евра. Државата ја заврши годината со рекордни 62,4% долг од БДП, а над 90% од зголемувањето е дело токму на оваа влада. Во ребалансот ги нема ни 7 милијарди евра од Британија. Тоа значи дека нема договор за изворите на парите, не се знае каматата, не се знае ништо. Како тогаш се лицитира со проекти, ако нема извори на финансирање и камати? Колкава камата ќе обезбеди владата, дали ќе успее да најде пари со камата од 3% или 5% е голема разлика. Тоа останува сепак да го видиме. Да заклучиме, овој ребаланс е фискално нереален, социјално штетен и без соодветна развојна компонента. Затоа СДСМ поднесува 160 амандмани со кои што бараме поддршка да се исправат неправдите кои ги планира власта. Денес објавуваме дел од нив. 934 милиони денари за финансиска поддршка за семејствата на загинатите и повредените во Кочани. 60 милиони денари за реновирање на болницата во Кочани и 20 милиони за нова опрема во болницата во Кочани. Апарати за магнетни резонанци, 20 дефибрилатори, 10 вентилатори, 50 кислородни боци, инсулински боци за здравството и брзата помош. Зголемување на студентски стипендии и поддршка за студенти од ранливи семејства, бесплатен превоз за ученици во руралните средини, 10% зголемување на платите на наставниците во основното и средното образование, пари за колекторски систем во Дојран, дом за стари лица во Штип, откупен центар за земјоделски производи во Охрид, жичарница на Пелистер, поликлиника во Кисела Вода, градинка во Крњево. Повеќе пари за реконструкција на училишта, градинки, патишта, канализации, водоводи низ различни општини во државата и амандман за Сојузот на борци од Народно-ослободителната борба. Ова се реални и одговорни предлози за кои има простор во буџетот, но треба да се намали луксузирањето и расипништвото на власта. Овие амандмани ги поднесовме затоа што не смееме да дозволиме со државни пари да се зголемува луксусот на функционерите, додека настраданите и обесправените се заборавени.
Ги повикуваме сите пратеници во собранието, без разлика на нивната политичка припадност, да учествуваат во расправата, да ги разгледаат амандманите на СДСМ и коалицијата и да ги поддржат. Ова не е момент за партиска калкулација, туку за солидарност, одговорност и праведност. Време е за економија која им помага на граѓаните, на земјоделците, работниците, наставниците, лекарите, на повредените и семејствата откочани. Македонија заслужува повеќе, не за луксузирањето на власта, да за повеќе пари кај народот и конечно поддршка за кочани. СДС и ДУИ го урниса образованието, обвинија од владачката ВМРО ДПМНЕ и нагласија дека сега ВМРО ДПМНЕ ги градело темелите на промените. Сведоци бевме како изминативе 7 години. Образованието беше урнисано, наставниот кадар омаловажен, а студентите и средношколците оставени сами на себе. Одветувања како нов студентски град, нови студентски домови, вработување на најдобри студенти, нови факултети, модерен образовен систем. Дојдовме до тоа да години немаме учебници за учениците, да немаме стипендии за студентите, студентските домови да бидат со ладна вода и нехуман интериер, наставниот кадар да не добие зголемување на плати. Едноставно дојдовме до крах во образованието. За само една година, со рекорден буџет од 38 милиарди денари за образованието, почнавме да ги градиме темелите на промените. Оние кои беа оставени сами на себе, сега се приоритет. Успеавме да обезбедиме во рекорден рок учебници за сите ученици, а за студентите го проширивме опсегот за субвенционираниот оброк. Успеавме да обезбедиме средства од 2 милиарди денари за реконструкција на Финки и ФФК и 17 милиони евра за реконструкција на 2 студентски дома, а со 34 милиони евра ќе се модернизира Универзитетот Мајка Тереза. Предизборното ветување за едносменска настава почна да се реализира во над 150 училишта низ државава, со што се решава предизвикот со околу 5000 наставници кои немаат доволно ангажман во училиштата. Ако претходно беа омаловажувани, сега наставниците и професорите се приоритет. 12% повисоки плати за наставниот и стручниот кадар во основните и средните училишта, а 14% поголема плата за професорите на факултет. Да подсетиме дека до крајот на мандатот платите ќе бидат зголемени за околу 60%. 680 милиони денари се издвоени за науката, што е рекорден износ и двојно поголем од 2024 година, додека 274 милиони денари се одвоени за поддршка на иновативно научни истражувачки проекти. Почитувани, ова е промената која му е потребна на образованието. Реални чекори за решенија на предизвиците со кои се соочувавме. Од срамно и уништено образование, кое нема факултет на Шангајската листа, ги градиме темелите на образованието. За нашите деца, за нашата младина. За сите оние кои треба да останат тука. Доаѓа времето на Македонија. Се врши хортикултурно уредување на паркот во склоп на Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров на површина од 14.000 метри квадратни со вкупна вредност од 9.870.000 денари. Овој дел на градот ќе добие место за релаксација и одмор, велат од локалната самоуправа. Продолжуваме со спорт. Новиот кошаркарски селектор повторно ќе експериментира со репрезентацијата, без странци, со бројни откажувања, но и многу сомнителен избор на нови имиња кои треба да добијат шанса. Македонската кошарка никако да излече поука од грешките кои се правеа со години наназад и кои го донесоа овој спорт на денешното дередже. Сега наводно новиот селектор Маријан Илиевски се соочува со огромни главоболки околу составот на нашата сениорска кошаркарска репрезентација,
по бројните откажувања што ги доби на само еден месец до стартот на предквалификациите за светското првенство 2026 во кои Македонија за противници ќе ги има Романија и Унгарија. Се уште се одолговлекува со конечниот список на кошаркари, најмногу поради чекањето на конечната одлука од Ненад Димитриевиќ. Најдобриот македонски кошаркар нема прифатено да заигра во август за националниот тим, наспроти пишувањата дека дал зелено светло за настап. Напротив, сигналите од Димитриевиќ се негативни, но стручниот штаб на чело со Илиевски е во исчекување на неговиот конечен одговор. Она што е дефинитивно, Македонија во своите редови ќе го нема долгогодишниот капитен Војдан Стојановски кој побарал летово поради семејни причини да го пропушти престојниот прозорец. Во составот ќе го нема ниту искусниот Бојан Крстевски, кој ја завршува репрезентативната кариера, како и Андреј Маслинко, кој наводно има повреда на грбот. Уште поголем проблем за стручниот штаб ќе биде немањето на ниту еден натурализиран кошаркар во составот, што е посебен проблем за центарската позиција, каде на располагање ќе бидат само Какруки, Хот и Лејсон Зечири. Стојан Ѓуровски би требало да биде најискусниот во македонскиот национален тим, каде се повикани бројни поранешни младински кадетски репрезентативци. Така, сениорско деби се очекува да имаат Стојковиќ и Андреј Митревски од Феникс, потоа 17-годишниот Никола Јаничиć, а шанса се очекува да добие и Лука Савичевиќ по добрите игри во американската NCAA лига минатата сезона. Улогата на лидер во овој циклус се очекува да му припадне на Андреј Јакимовски, одличниот крилен кошаркар, кој по завршените обврски во Соединетите Американски држави меѓу последните ќе се приклучи на подготовките. Светската ракометна федерација промени 4 правила кои веднаш стапија на сила. Новите правила се применуваа на светското првенство во Полска, а ќе важат и во новата сезона. Ракометот дефинитивно е спорт број 1 во нашата земја и е замислен како брз, забавен и динамичен спорт. Правилата на оваа игра се развивале низ децениите. Светската ракометна федерација официјално објави 4 нови правила, односно промени во веќе постоечките правила на оваа игра. Затоа од оваа година стапуваат на сила неколку изменети правила, а се со цел да се подобри ракометот за сите страни, вклучувајќи ги тренерите, играчите, но секако и навивачите. Едно од главните измени се однесува на правилото кое претходно предвидуваше црвен картон доколку играч го погоди голманот во глава при изведување седмерец или слободен удар по крајот на надпреварот. Со новите измени казната ќе биде исклучување од 2 минути под следниви услови. Кога играч во отворена ситуација го погоди голманот во глава, кога играч го погоди голманот од седмерец, ако голманот не ја движи главата кон топката за да ја блокира и кога при слободен удар по крајот на надпреварот стрелецот го погоди одбранбениот играч во главата, ако тој не се движи кон топката. Промена има и кај правилото за изведување на почетен удар. Претходно, судиите можеа да дадат сигнал за почеток како топката и барем едното стапало на играчот беа во централниот круг, а со новото правило, судиите може да дадат сигнал за изведување на почетниот удар само ако топката и изведувачот се целосно внатре во кругот за изведување. Изменето и правилото за чекори за кое се воведува појасна дефиниција, односно дозволено играчот да направи најмногу 3 чекори откако ќе ја прими топката од соиграч или ќе ја фати по одскок. Ако играчот ја фати топката додека е во воздух, првото стапнување на едната или двете нозе не се смета како чекор. И за крај, не е дозволено играч да ја допре топката ако дел од телото му ја допира подлогата надвор од теренот. Тоа ќе резултира со досудена топка за противничкиот тим. Овие правила експериментално веќе се применуваа на светското првенство за младенци во Полска, иако настапот беше пред рокот за промена. А така ќе биде и на следните големи надпреварувања во младинските категории ова лето, но и на националните првенства кои доправа треба да започнат.
пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Претежно сончево и многу топло со слаб до умерен ветер од променлив правец, температура до 39 степени. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме и денешниот ден. Веќе за утрешниот следете неповторно во 20 и 22 и 30 часот.